Сојузот на дијабетичари на Македонија упати итно барање до пратениците на македонскиот парламент и креаторите на здравствената политика. Значи, ние бараме со буџетот да се обезбедат средства за сензори, односно CGM-и, за 5.000 лица, од кои 3.500 лица се на тип 1 диабетес и околу 1.700 лица се со тип 2, кои што се со комплицирана состојба, но имаат по две компликации најмалку стекнати од диабетесот. Од Сојузот велат дека спомнатите сензори и инсулински пумпи за нив се животоспасувачки. Тоа што кога имате CGM сензори, кога имате особено пумпа, која што сама дозира колку треба на инсулин на телото, тоа животот не бе во опасност и лицата со тип 1 особено се во постојана кондиција и нормално функционираат затоа што со системот добиваат на секои 3 до 5 минути информација каква е состојбата и можат навреме да реагираат во однос на хипо или на хиперсостојба, во однос на хипертензија и во однос на идни компликации. Во државата бројот на лица со дијабетес постојано се зголемува. Колку лица се во ризичната сфера? Кајте спомнавме, значи директно сега моментално по Македонија има 4.000 луѓе кои што се на тип 1, од кои 700 се веќе младите и децата и дел од лицата со компликации тип 1 кои што имаат слепило или ампутирани високи ампутации, веќе се покриени со CGM и гестатискиот диабетес, сега остануваат уште околу 3.500 луѓе и околу 2.000 луѓе кои што се тип 2 на инсулинска терапија со по некоја компликација сериозна инфаркти, бубрези, односно диализа и слично.